Здраво, здраво, здраво. Денеска, како што видовте на тамнейлот, ќе видиме како се препознаваат фейкери и како да престанеме да соработуваме со фейкери и со лажговци и со сите тие други 300 глупости. Значи, вака. Пред се, да расчистиме нешто. Ако некој ова го гледа како сайбербулинг, твое мислење си ето. Нека ти биде, нека стои како сайбербулинг. Ако некој го гледа како хейт, исто гледај си го како хейт. А ако гледаш како едукативно видео за тоа што како треба да се познае, распознае некој си пример што не треба да се прави и како не треба да се следи на интернет и да се гледаат стварите на интернет, дека не е све црно-бело, и тоа така гледај си. Ако некој него ни гледа, ме гајле. Така, моето сакам да го раскажам сега како опција, да, и знам дека сега ќе се појават пар фати што ќе кажат: "Ама ти го украде логото за 5 години, бака ти." Вака. Слушај сега ти. Слушај ти. Значи, ако немаш продадено, направено и продадено повеќе од 5 логоа у животот, така, 5, ама да ги имаш направено, да имаш продадено на клиенти големи, мали, не е битно, битно да се продадени, скеширани, не ли го? Не е твоја работа, дали јас сум го украл или не сум го украл. Типам глупиот да типам. Океј, може, фер, фала многу, фали ме да речум. Ајде, добро. Следно. Исто така ќе се појават и оние што вика: "Ама ти толку многу на крај ќе се..." Не. Не. Со ова не. Извини, мислам. Не гајле и како изгледаш и шо, ама јеби ga сад. Не. За вкусот ми не се разговара, не се разговара, да. Затоа не разговара за мојот вкус за жени, окей? Fuck off. Сега, продолжуваме дале. Зошто Перкалус Маја не ја бива како дизајнер? Прво, како дизајнер. Второ, како social media influencer. И трето, како content creator. И четврто, како персона. Ама тоа бонус секшн ќе биде, бонус мим ќе биде персона. Така? Ајде, вака. Ќе почнеме. Зошто не ја била како дизајнер? Прво, нема искуство. Без искуство не можеш да кажеш дека ти си дизајнер. Така? Така. Разгледав доста ствари по интернет. Јас сега пратев, пустев едно, друго, трето, пето да видиме што сум на YouTube. Не. Кај Маја. Сме кај Маја. Чај цигарчето. И се изгаси. Сум кај Маја на профил. Маја има 188 поста, кои што мислам дека околу 500 и нешто и се избришани веќе оддамна. Има 10.000 followers и следи 10.700, пардон, да. UX UI дизајнер. График дизајнер. Профил за UX UI дизајн содржина. Достапен курс на македонски јазик. Ќе збориме и за тоа. За проект со работка контактирате ме во порака. Добро. На Маја профилот изгледа као на секој индиец профилот што изгледа моментално на Инстаграм. Значи Маја следи еден тренд на индиски дизајнерчиња кои што прават глупости. Персоно. Суратчета. Добро. Нема врска. Идеме се до крај и ајде да не ги зијаме овие последниве. Неколку ги, ама сите сме имале глупи стари дизајни, постојано, мислам, даван работа, да му ева мајката, ја колку глупи дизајни имам. Може да ги покажам, мислам, не е проблем да шо. Личност која работи со дизајн и често е прашувана да направи бесплатен дизајн, бидејќи тоа е лесна работа. И 500.000 кашта си. Следите бои, ќе споделувам користни работи поврзани со Illustrator и Photoshop. Ова не е прв пост, ова не е август 2020 година, значи 109 лајка. Добро. Идемо. Креирај илустрација за само 15 минути.
Зашто те криви планини, бе, мајо? Мгм, мгм, мгм. Аха, аха. Чекај, што направи тука? Аха. А као ги ставаш линиите? Само една линија ставаш? Што многу полесно се прави со ова, кажи го, со бленд тул. Аха. Вау. Мгм. Кој ти е све на кри... Ама и 2020 година, ќе речеме пред 3 години не си имала појма ништо. Сега. Ова е сладко, ова ми се свија, види каков е low res Iron Man ставен, што нема никаква појма. Текстов е пичку матере текстов. Види. Види ги параграфиве. Срце. Заби на крекет. Значи петарда пукнала, петарда пукнала, петарда пукнала, петарда пукнала, петарда. Што ти бе на Justify тие? Така те уча? Браво. Повако ке става вака италик фонтче некој. Замислете производ како човечко тело. Кодот што му дава структура. Аха. Добро, ја немам појма многу од UI UX дизајн. Ама имам појма дека уствари џабе ти е човечкото тело ако немаш мозок, сваѓаш. Ако мозокот не ти работи, човечкото тело, коските нема да работат, сваѓаш, ќе си паднат. Така да неговото тело е UX, а костумот е негов UI. Без костумот е само Тони Старк. Кај ти текнаве, срцеве. Кај ти текнаве. И у стрипови се мешаш се? Тој со 2020 септември се мешало у стрипови. Loving, еве ги индиција. Loving the design. Мислам дека Стефан. Кринџот. Добро. Овие се сладки, ама знаеш, ако Iron Man не е Iron Man без тој, тука што му стои арк реакторот што го има. Само да те потсетам, знаеш. И без тоа он не е Iron, без тоа е само Тони Старк. Сеќаш. Значи тоа е водечката сила која што него го тера да направи се што треба да направи. Разбираш? И после некое време станува и без тоа. Iron Man нема врска, се надградува приказната. Али со овие петарди бе тука што ги имаш направено. Како бе срце? И како ги да 25 кратенки за повоз да работа во Photoshop. И тогаш беше модерно сите става скулптури некои. Не знам зошто, ама добро става. Windows Mac. Креирај. Брат, овие се кратенки за секој софтвер на светот. Не се само за Photoshop. Magic Band. Не ти треба Magic Band. Никад. Аха. Добро. Знаеш дека на една страна ќе ги собереш сите? На една страна, да не мора да се клика се. Небитно. 3D ефект во Photoshop. Бесплатни сајтови за твојот следен дизајн. Како да додадеш текст околу елемент. Ајде да видиме. Ова илустрацијава твоја? Фотографија, тарара, аха. View new, аха. Добро. Ова тука како го доби? Овој дел? Не вид. Чекај, видов едно интересно. Дизајн, значи, не знам дали приметуваш, и изборам во еднина, зашто сигурно да еден човек ќе го изгледа ако што треба, не знам дали приметуваш,
А, а, what the fuck? Колку е све само преведено на македонски. Значи, сега ќе влеземе у третата тема, зашто она не е контент креатор, него е контент транслейтор. Значи, една оригинална работа, не видов до сега, во овој незин Инстаграм. 6 принципи, за дизајн на лого, ова мора да го видам. 2021 година. Кога некој појме вашето лого, треба да две работи, дали го посакува вашиот производ и дали сака да купи од вашата компанија. Логото него прикажува производот. Дизајнот на производот го покажува производот. Логото претежно е позади. Или на некоја друга страна. Така да не. Тоа не треба така да се. Едноставност. Дека ја рефлектира вашата естетика и ја пренесува вашата филозофија. Земете го логото на Nike. Наједноставно лого. Не е наједноставно. Наједноставно е само испиши нешто. Google. Тоа е наједноставно лого на свет. Balenciaga е наједноставно. Пишува Balenciaga. Само. Разбираш, Nike има свуш. Има два елементи, има типографија, има символ. И Nike има уште каталјарда други елементи, други логоа. Nike Air, Air Jordan, Nike Running. Милиарда има. Не е само тоа. Аха. Добра, Starbucks, Coca-Cola и Apple се наврват на листата. Добра. Океј, ама пак ќе кажам. Ова ти е препишано, преведено, усвари, не препишано, преведено се вика ова. Значи си го нашла ти на Инстаграм, си ова е супер, чекај сега ќе го искуцам ја. Значи, во твоите постови нема оригиналност. Тоа е прва работа, што мора да ја кажем. Значи, оригиналност не постои, како таква. Него постои само copy, paste и крај. Тоа е тоа. Не можеш така да работиш. Толку едноставно. Не ова вака не иде. Значи, променливост. Што е променливост? Вашето лого има голема работа, тоа има голема... Нема логото голема работа. Нема да работи логото. Брендот како бренд има голема работа. Логото има мала работа да постои само таму. Толку. Тоа на некој начин ќе ги краси сите ваши производи, неписмен сум, дигитални реклами и многу повеќе. Размислете за мајци и стикери. Променливост. Она мисли на transformation. А кога преведуваш, уклучи мозок и преведи во контекст на муабетот. Не преведувај со Google Translate од 97. Разбираш? Вашето лого треба да биде адаптилно. Адаптабилно е. Не адаптабилно. Значи, адаптабилно и адаптабилно не е исто како променливо. Променливо значи да го смениш од округло коцкасто квадратесто, пардон, а адаптабилно е да може да се примени на секоја можна форма. Разбираш? Да работи со секоја боја и секоја динамика. Па ова Бунгалов баш и не работи со секоја боја и секоја динамика. Срце. Scalability. Scalability. Не. Баланс и пропорција. Добро. Ништо нема објаснено. Има прочитано, нема разберено, има преведено и ајто пичку материна. Аха. Безвременост. Timeless, мислиш? Timeless лого, timeless дизајн. Тоа не е безвременост, тоа е безвремен дизајн. Forever classic. Разбираш? Одел. Тоа е работата. И применете ги овие 6 принципи на логото за да добиете извонреден резултат. Сега.
Дали сите компании у светот ги применуваат овие 6 принципи на Маја? Не. Пепси не го применува. Пепси менја лого, поише него што ја менјам гаќи. Дали е лоша работа? Да. Дали функционира Пепси како бренд? Да. Значи, муабетот мање беше паѓа у вода. Одлично. Најчесто поставувани прашања на интервју. Fuck off. Не знаеш како се работи на интервју, не си била. Еве ги. Значи, зошто побогу има YouTube видеа со... Fuck ми, брате. Ова нема контраст, бе. Ова нема контраст. Порамнување, повторување. Ова не е повторување. Ај што не знае да направи на работа, него па не знае у пичку материну да преведе, бе, да му ебам мајката, бе, да ти ебам контент креаторот, бе, тебе да му ебам. Види ги сега овие. Овие се сега тука новите, тука со Телеком почиња да работи. Тука што све не се дешава, како не се дешава. Да му се сневиди. Види. 2000 years later. А си ги нацрташ сама? Big brain time? Стварно? Така било да се биде дизајнер? Фонтови. Види фонтови. Сине, ти се бодеш. Превземи ги фонтовите од percalus.com. Blue Next Cyrillic, ова е... Овој не е бесплатен фонт. Така. Ова е импакт, ама... гружен импакт. Види го зато какво е мало. Гилрој. Гилрој без пари го има на percalus.com. .com. What? Од каде го симнам сега Гилрој за без пари? Каков веб дизајнер си ти без вебсайт? Percalus 2023. Невесто, кај ти е сајтот, бе? Кај е Гилрој, бе? Нели без пари Гилрој? 170 евра ќе заштедев, бе? За Гилрој. Кај е Гилрој, бе? Дека е Гилрој? Бог да чува и да брани. Како бе така? Што, ние други дизајнери што купуваме фонтови будари сме, Без пари фонтов. Кај го симна без пари? Овие без пари ти са? Беге. Овие симболиве, икониве, 3D елементчињава без пари ти се симнати? Од каде тука? Со free license? Да? Од тука ги симна? Шуба? Чекај. How to use our graphics for free. Ајде. Here's the deal. Blah 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 blah. We share Еве како. Icons by Icons 8. Дали Маја има Icons 8 негде стајано? Има курат стајано. Само нежно према себе. Бегај со ова музики, бе. Кај ти Icons 8, бе? Дека Icons 8? Нема Icons 8, Кој ги е, бе? Бра, алда ти. Алда ти е. Види колку убаво е напишано. Значи, глуп човек може да разбере.
Зашто нели UX дизајн и глуп човек да разбере. Еве UX убав и UI убав. Сега. Се ова добро. Пази, сегде Icons by Icon Sets. Значи се си е open source. Ти реков ми рече бла 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 бла. You can use but don't forget to leave a link. Брат ми. А цените се скапички. Се. Ја верувам дека не ги плаќаш тие овие ствари. Не верувам, знам. И ја никад не сум плаќал. За овие, не па ти ги плаќаш. Сам глупости. $300 годишно. Мислам дека не си у тоа ниво на дизајнери кои што работат да може да фрлат $300, зашто фонтови си минеш без пари, евентуално и овие си ги си минеш без пари, а фонтови кои што не се без пари, така? Big brain time. Добро. Да видиме што има друго. Направи анима. Како да поголем фокус? Вау. Кој е ова PewDiePie? Овие три предвози Чекај. Сток видео користиш? музика, да се фокусираш на работа и да слушаш подобро на состаноците. Овие три предвози на слушалки се одлични за тебе. Ова е соработка со Анхоч. Како да поголем фокус? Купи слушалки од Анхоч. Океј. Идеални подароци за дизајнери. Кои се најидеалните подароци што може да ги подарите на личност што се занимава со графички дизајн, UX UI дизајн, било што Ајде. дизајн. Мамо, дај картицата да ми купиш играчка. Бежична тастатура или бежично гувче дефинитивно Немој да ми купуваш тоа и немој да ми купуваш тоа. може некому да го подарите. Слушалки. Немој ли слушалки? Дистракција, Имам. Може поголем фокус да има на својот. Не е точно. Дефинитивно таблет доколку работи со бренд дизајн. Никако тоа. Часовник за да ги подсетите да останат. Тоа е смарт бенд, Гуско. Кои се најидеалните подароци што Зошто? А ја објасни ми, као на 5 годишно дете, објасни ми, мене. Зошто ми треба графичка табла за да бидам добар бренд дизајнер? Објасни ми, те молам. Во коментарите, доле. Фала. Аха. Со овој суртуков од аеродром. Чека да видиме што има. Кај има нешто добри фонтови за дизајн. Бу! Фонтеск. Фонтеск. За пиратирани. Со рекламчиња, со све, со pay what you like. Ова не се бесплатни, добри фонтови. Сајт за купување фонтови е myfonts.com by Monotype. Кај што купуваш фонт. Бираш која лиценца сакаш да купиш за фонтот. Бираш на колку компјутери ќе се работи со таа лиценца, тоест за колку компјутери лиценци треба да купиш, дали ти е вебсайт, дали ти е за апликација, дали ти е за што и да. Не Fontesk. Што е следно? iPhones.xyz. Да го спонзорираме тука да ти е. Будала една. Ненормална. Нешто за илустрации. Бомбакис. Курс. Маја држи курс за UI UX дизајн. Ле, ова. Ово е канцер, значи. Прв чекор ќе инсталирате Figma и ќе научите како функционира оваа алатка. Втор чекор ќе најдете ваков дизајн од PayPal и ќе додадете цифра.
А ако веќе научам како функционира Figma, зашто не си нацртам сам дизајн, него да најдиме дизајн што изгледа како PayPal и да си додадиме само 1000 евра на сметката. Мајо. Кај ти текнуваат вакви глупости, бе? Мислам, кај ти текнуваат? Кај ги виде, право? Кај кој индиец ги виде? Кај кој Тејќу Кама ги види овие срања и рече, значи го изгледа, помисли, ова е добра ствар да ја направам, ја сними, ја прегледа уште еднашка и рече, ова ќе го аплодирам ја на интернет. Кај ти текна, како ти текна на тоа да ти е? Нема врска. Реченици кои дизајнер не сака да ги чуе. Било која реченица од устата на Маја. Одма да ви скратам у видео. Логово е премало. А и те молам овој дизајн да го ископираш. Тука изгледа крати у секвенции кој што како треба да збори. Знаеш, нема доволно месо или има премногу месо, па сака две фори у една да ги искористи. И супер е дека на секој станува и си оди. И пак се враќаш. Зашто се враќаш, бе, невесто? Леа музикава канцер. Лелелелелелеле. Само биди креативен. Океј, ствара да се каже, само биди креативен. Do your thing, да ти е. Ау, по slow motion. Мајо. Чекај. UX портфолио. Ова е твое портфолио, ти си го правила? Unofficial Microsoft 3D emoji. Да ти е. Че ова е твој дизајн? Не, нема шанси. Не е твој дизајн. Ајде, бракај работа. 5 предлог фонтови за мобилна апликација. Okay. If you be the Знаеш колку се скапи type фонтовите? Боже fucking господе, нема врска. Ајде видиме вака. Ајде видиме. Курс. Кај беше сега тој курсот? Добро ова. За да станете веб дизајнер, UX дизајнер уствари, треба да имате еден ваков сајт, што е во изработка цело време, а да го ставате дека ви е стегне. И најболje од све е сајтот да ви биде у WordPress направен, ако ништо друго, зашто нели кој курке ти треба на тебе сајт, кој сајт да се направи, него тури WordPress, бе, тури му курат. Бог да fucking чува. Добро. Ова ми беше најфаворит и усвари што ме натера. Значи тоа бустање профили, тоа не беше нешто таму 2010, 11, 12 година кога се буста профили со фейк профили, 10.800 followers, 2,4% engagement имаш да постои. 250 followers имаш само. Гуско една. Што е со бројки, бе? Што се лажеш сама себе со бројки, бе?
Ти си една од тие луѓе кои што викаат make the logo bigger и make the logo pop. Разбираш? Они викаат намустај ми ги брајките на Инстаграм, сакам да пука 10.000 нека има. Зашто? Што ќе ти се тие бројки, брате? Копираш индиски профили, тоест не, преведуваш индиски профили на македонски и само индици ти коментираат на профилите. Кои што не разбираат македонски. Очигледно. Така. И ти викаш и ти седиш и викаш знаеш што ќе направам? Имаме некоја датабаза од 200 луѓе кои што ме следат, другари, другарки, мајки, стрини, војни, тетки, сите тие до 7 колено што те следат. Браво мајчка, најдобра си. И викаш, малку ми се. Треба повеќе си платила таму на некој да ние фивер сајтови чудни за ајде да ти го избустаме профилот и 10.000 фало. Будало едно. Лечи се. Да, 245 ејати. Сум пресметал дори. Овие се од книгата. Овие се од книгата, најако. Овие се од книгата што има извадено. Да, книга има извадено, мајче. Fucking outrageous, брат ми. Види го Мега Креаторов. Сега. Пази. Ова е на Icon 6, значи ова е истото што го користи Маја за да си ги земе овие, не да ги купи, него да си ги земе, без да ги покаже нивка, да каже од кај е сорсот, и од таму и се нанезе и така си ги прави тамнейлите. Овој сајт, ајде овака ќе направиме, side by side. Едно половинче тука, едно половинче тука. Да ги најдеме сличностите помеѓу Instagram пејџот и овој темплейт мейкеров на сајтов што го има тука. Дали нешто е исто? Слично? А? Приметуваш? Приметуваш ли, брат ми? Ти моја дали работиш како UX дизајнер, и како графички дизајнер, и како лого дизајнер, и како бренд дизајнер, и како секој може мултидисциплинарен тип на дизајнер, работиш со готови темплети од генерички сајт што продава срања, брат ми, а? Уште едно, имам прашање бе. Кај е тој giveaway што го правеше за iPhone-от? А? На кој му го подари? А таа книгата за UX дизајн кај те? Како може да нарачаме, сега треба да имам на едно место некое време да ме нема дугачко, сакам да прочитам книгата, да станам UX дизајнер. Брат ми, this is not good. Ја ти кажам, this is not good at all. Fucking hell. Чекај, ти изгубив сега. Чекај бе срце. Не сум готов. Уопште не сум готов. Teachable курс. Ајде, идеме на курсот. На Маја. Вака ли се прави курс бе? Вакви дизајнери ќе направи за 100 евро? А? Што е ова? Фонтот нема кирилица, ама ќе си го испишиме ние ова на кирилица, па нека биде у овој Times New Roman да го ебам фонт. А? Бра. Адал да ти е мајче. Адал ти е за веб и мобилни апликации. Не се чита бело, види, треба. Научи UI UX, а нели UX UI беше? Или пермутација. Тие гајле. Програма со преку 40 снимени лекции стекни напредни вештини во една од најперспективните професии во IT секторот. Курс 100 евра. Истија, пак. Просечна плата во САД и Европа за junior UX дизајнер. Ти имаш земено еднаш месечна плата во САД или во Европа? Не. Не дигам. Testimonials. Јас се кладам
Се клавам. Дека сите овие тестимонијал ги имаш напишано ти сама. Зашто за тие што не знаат и зашто се имаш избришано, едно време си имаше цвеќиња праќана сама на себе. Така. Само те подсет. Дека си ги праќаше сама на себе цвеќињата и се фалеше, леле, види мене што ми прават, тука ми праќаат цвеќиња. Каква е можноста да сама си го имаш напишано ова ти? Поише од 70%. Така? Така. Нека, што добиваш со овој курс? Катаракта. Прво. Леле, брат, буквално све е препишано. Леле, директна комуникација, работа на 4 ниво. Секој можен курсаджија у Македонија го нуди fucking исто. Сите користите еден исти глуп темплейт на работа, што е очигледно проверен за бричање на луѓе, колку што треба, кај што све е истото, неограничен приз, текстбук, ова значи ова е буквално препишано од отвори рандом академија, значи отвори било што рандом што постои тука кај нас во земјава како курс, како академија, како твојот нов почеток започнува тука академија, значи на сите било каде земи и штракни гола и сегде ќе го прочиташ исто говно. Писмо за препорака од твојот ментор. Писмо за препорака од Маја. Толку. Крај. Фала што ми да... Ти го препорачувам студентот што ми даде 100 евра. Тоа е препораката, брат. Зашто ако го научиш твојот студент дека вебсайт се дизајнира со ваков простор тука и ваков простор тука, мајо, да му ги вратиш парите одма. Значи, ама одма, види го, 3 реченици сликава. Како вака бе, сестро? Кој те учеше тебе вака дизајн да работиш? Кажи, и тој да тебе да ти ги врати парите, ти на твоите студенти да им ги вратиш парите. Вебсайт, леле, стекнеш со овој оголемо, овој курс. Предлог на содржините. Сертификат за добродојде. Сертификат за фала што ми даде 100 евра. Уште пред да започнеш нешто да правиш. И што му даваш со сертификатот? Усари, зошто е сертификатот? Attendance certificate? Тоа е за гз бришање, бе, брат. Без пари коштат. Не 100 евра. Вовед во курсот. Preview. Let's have a preview. Ајде да видиме што има. Ќе добиете 6-месечна поддршка од мене. Леле, 6 месеци поддршка од тебе. Фала. Здраво. Здраво. И посакувам топло добре дојде. Ти благодарам. Да ви се заблагодарам на сите што одлучивте да бидете дел. Што направивме? Здраво на сите. Што направивме? Прво ви посакувам топло добре дојде и сакам да ви се заблагодарам. Топли пичко матер. Да бидете дел од овој курс и да научите како да станете UX UI дизајнер. А нели UI UX дизајнер? Зошто ме лажеш сега? Сакаш 100 евра? Сакаш ли 100 евра? Што ме лажеш? Нели UI UX? Тоест сега UX UI. Зашто ме лажеш бе, брат? Што е работа? Накратко, за тие што не ме знаат, што прв пат ме гледаат, јас сум Маја, UX UI дизајнер и во оваа професија веќе сум повеќе од 5 години. Лажеш, Мајо. Лажеш, Мајо, лажеш куче едно. Не си 5 години. Не си 5 години. Сега. Има една работа, мал хикап се случи. Преска правев малце ресерч. Идам ја на LinkedIn. Ја барам Маја. Идам порака, ја барам Маја. Маја Атанаска. Маја Атанаска мене ми има блокирано на LinkedIn. Зашто си имам стаја немешка да ја брустам малце. Зошто? Еве сертификат има тука некој од Маја. Дај. Сертификат ќе да видиме што вика of completion. У пичку материн. 16. UX UI, нели UI UX?
Ова сертификатчето директно на Teachable си го правеше? А, не можеше сама да направиш некој твој дизајн? Ево, можеше вака нешто да се земеш? Глупост некоја? А? Срце. Се. Тоа што маја не знае. Вајда. Дека увек постои инкогнито мод, бе, срце, бе. Увек постои бе инкогнито мод, бе. Ајде да видиме. Колку рече 5 години искуство? 2018 на април, јуни 2003 месеци. Пробен период. Куче едно пробен период, 3 месеци. 6 месеци. 14 месеци. О! 14 месеци и следното е 3, 17 месеци. 21 месец. 23 месеци. Ова не се важи. Зашо перкало ти under maintenance да ти имам. И кариерата ти under maintenance да тебе. И последно крал груп 3 месеци. Значи ма има се на се од прилика 25-6 месеци. 25-6 месеци. За ние што не знаеме математика. Еве вака калкулатор. Ќе ги пресветаме вака. 3 плюс 2 плюс 4 плюс 3 плюс 8 плюс 3 плюс 3 26. Поделено со 12 месеци, што ги има во годината на јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември, среќна нова година. 2 години и 2 години и 2 месеци. 2 години и 2 месеци имаш искуство, маја не 5. Скрати, по. 2 години и 2 месеци искуство. О, срце, о, лечи се. Лечи се. Толку имам да ти кажам. За тебе и за твојот курс. Чека да го догледаме курсот. Дај бе, кај беше? Вовед во курсот. Ајде, вовед. Предходно сум работела во маркетинг дизајн агенции, Лажеш, не си работела ни на маркетинг и дизајн агенција. Лажеш. како и тоа што сум предавала на академија за дизајн и на страна што сум била дел од Брат, слушај се. 3 месеци. 3 месеци. Во секоја фирма во која што имаш работена по 3 месеци. Секој договор за вработување, за почеток за работење, што се дава во земјава, наша јебана каква и да е 3 месеци. Тоа е значи почетен период, да го кажеме трајал период од 3 месеци, да видиш дали ќе се свиѓа тебе таму, поточно дали ти ќе им се свиѓаш на нив. И на секои 3 месеци ти имаш нова работа. Од секоја фирма си одиш после 3 месеци. Поточно не им се свиѓаш како дизајнер и си одиш. Имаш предавано во SMX. Во една од најлошите академии на свет што постојат, кај нас. И толку си била лоша што од кај најлошите не те задржале најлошите. Разбираш? Не може да ти поголем булшит од најголемиот булшит. И на нив да не им се сви. Значи, се заебаваш. некои предавања и настани, додека пак UX UI дизајнер научила сама. Седнала прво да научам Photoshop, Illustrator и потоа како графички дизајн пополека си се насочив да учам UX UI дизајн. Па затоа сега се што сум научила и своето знаење ќе го споделам со вас преку овој курс. Ништо немаш научен. Ништо немаш научен. Срце. Најдобро намерно ово ти го кажам. Ништо немаш научен. Брцка немаш, појма немаш. Дупка си. Факинг дупка си. За кого е овој курс? Овој курс е наменет за сите што сакаат да научат user interface, user experience дизајн. Сакаат да научат како да прават и креираат мобилни апликации, веб апликации и при тоа за сите оние што сакаат да имаат или дополнителна вештина за приход фриленс, или пак сакаат целосно фриленс да си се насочат, или пак можеби да ја сменат својата професија. Овој
курс нема почетна или крајна граница на години, што значи дека е наменет за сите што сака да стекнат вештина дизајн. Нема почетна годишна граница. А? Значи 3 годишно дете може да го запише. При тоа, што ќе се учи? Овој курс е поделен на неколку модули и тоа ќе започнеме со учење на user experience, значи основите на user experience, каде што малку ќе учиме и ќе се запознаеме со теоријата. И морам да напоменам уште сега дека тој дел можеби ќе личи досаден, напорен, Ти си досадна и напорна. тежок, но мора да го поминиме тој дел за после да ни биде полесно кога ќе дојдеме во делот на дизајнирање wireframes, односно рамки, за како ќе изгледа нашата апликација. Бидејќи мора да ги поставиме тие темели, значи замислете како градење на куќа. Откако ќе го научиме дел Замислете го како градење на куќа и прекинува. Не е објаснено како се гради куќа. А како ќе ми објасниш како се гради вебсайт или апликација? Или како вака шепкаш убаво тука. Што нешто? Како се каже? Зара. Аз сам нешто да правиме тука. делот со user experience, доаѓаме во делот со да ја запознаеме Figma, односно основите на Figma во еден краток дел. Зошто викам само основи на Figma, бидејќи од тој дел Значи никој нема да може да направи вебсайт и апликација ако само ги научиш основите на Figma. Луѓето. полека ќе се насочиме во делот со user interface, каде што првично ќе видиме која е разликата со user experience и user interface, потоа ќе научиме што е user interface и заедно со user experience и user interface ние ќе научиме дополнително како се работи во Figma и како да изградиме мобилна апликација, но и веб апликација, како и респонзивен дизајн. Респонзивен дизајн. Што е респонзивен дизајн? Респонсив дизајн? Зборот бе да му ебам мајката би изгуглај го зборот. Респонзивен дизајн. Респонсив кажи боле. Некои зборчиња може би ви се прв пат познати. Да, непознати зборчиња како респонзивен дизајн. Не прв пат познати. Прв пат непознати. Прв пат чуени зборчиња како респонзивен дизајн. Не постои таква работа. Прв пат ги слушате, но се ќе научиме во текот на деучињата. Време траење на овој курс. Време траењето на Еј, предвидено да трае 2 месеци доколку учите како што треба. Да ги завршувате домашните задачи и проектите за да може да бидете во тек. Бидејќи вие може да го купите курсот, може да ја добиете дипломата назив User Experience, User Interface сертификат. Но доколку нештото не го применувате, не го учите, верувајте ми дека нема да стигнете до тоа ниво каде што јас посакувам и се трудам преку овој курс да ви помогнам да стигнете. И како што кажав, време траењето на овој курс за Чекај се. Ти немаш појма од user experience и user interface дизајн. Така? Правиш курс за луѓе што немаат појма од user interface и user experience дизајн. Имаш преведено некој курс бесплатен што има на YouTube, значи на, не знам, Bring Your Own Laptop или кој да е канал, кај што има бесплатни курсеви што е user interface, што е user experience, како се работи Figma, основи на Figma, Advanced Figma, сите тие се бесплатни на YouTube и постојат. Ги има по сати 45 минути, по 4 сати траат некад. Значи, ти немаш појма, студентите твои немаат појма, секој студент, доколку има студенти, ти дава тебе по 100 евра, и ти со нив заедно учиш како се работи, така? Учите заедно, само ти си побогата за 100 евра, они се посиромашни за 100 евра. И на крај добиваат сертификат со кој што не можат ни гз да се избришат затоа што е дигитален. Така? зависи од вашето време. Како ќе се одвива доколку не умеете да си поставите рутина или пак немате доволно време.
Знаеме дека на сите нам ни е тешко кога започнуваме нешто ново да учиме. Уште колку време има од ова говно? Јас се одлучив Ще да 2 минути. бидам тука заедно со овој курс. Како? Од понеделник до петок ќе има 4 термини за да слушате видео предавања. Од каде што од понеделник до среда ќе се посветува време само на едно видео, додека пак во четврток и во петок ќе има термини за второ видео. Значи, заедно со мене, два пати неделно ќе учиме дизајн. Секако, доколку не умеете сами да се мотивирате и да поставите рутина. Временските рамки во кои ќе се одвиваат овие предавања ќе бидат значи наутро од 10:30 часот и од 11:30 часот. Додека пак попладне ќе има термини во 18:30 часот и во 19:30 часот. Додека пак поради тоа што овој курс се реализира во декември, крајот на 2022 година. Леле, ова е старо, бе. И е време на празници, од 15 јануари ќе се започне со Ова е старо, бе. 2022, зашо? А што сега? Енрол? Аха. Ќе ме врати назад у време? Купи курс. Не знам, мисля да фрлам 100 евра и. Ако го купам курсот денеска. Не, нема да и дам 100 евра, то дефинитивно дека не. Ама ако го купам денеска курсот, ќе ме врати пред празници во 2022 година? Или ќе ме однесе напред кон празниците за 2023 година? Зашто тогаш имам некои обрски, нема да сум тука. Мајо, опрај се. Ајвак, другарски. Најдругарски совет од мене, прво. Научи да дизајнираш. Уплати курс за дизајн. Или земи бесплатни курсеви за дизајн. Те гледам дека пратиш индици премногу, продолжи да ги пратиш и учи од нив. Ама учи од некој што матичен јазик и англиски јазик, на пример, само кажувам, не мора да значи, немам ништо против индици и они се луѓе као нас. Боле научи дизајн. Применувај дизајн. Создади години искуство во тоа што го работиш. Тоа што сакаш да го работиш, уствари. Сакаш? Направи искуство. Заврши. Среди све. После тоа, може да почнеш да продаваш или да држиш без пари курсеви кај нас. Така? Добро, може? Сега. Ова што ти го кажав ја, спакувано вака, ова ти е курс за курсање. Сање и сајлент, ама шшш. Така?